Дарко Костовски, кандидат на ВМРО за градоначалник на општина Бутел. Дарко Костовски е роден на 27. октомври 1988 година во Скопје. Тој е оженет со Тамара и татко на Исидора и Тодор. Дипломирал на правниот факултет во Скопје, насока политички студии во 2011 година. Градоначалникот Дарко Костовски е магистрант на правниот факултет во Скопје, насока примената политика и политички систем. Работната кариера ја започна во 2014 година во Министерството за труд и социјална политика како советник во кабинетот на министерот. Функцијата ја извршува до 2017 година. На локалните избори во 2013 година е избран за советник во општина Бутел од ВМРО-ДПМН со 4 годишен мандат. На парламентарните избори во 2020 година е избран за пратеник од ВМРО-ДПМН, функција што ја извршува до октомври 2021 година. За градоначалник на општина Бутел е избран во првиот круг на локалните избори, одржани на 17 октомври 2021 година. Дарко Костовски одлично зборува англиски јазик. Тој е селектор и тренер на македонската таеквондо репрезентација, носител на црн појас трет ден во олимписко таеквондо и црн појас прв ден во џудо. Дарко Костовски 2 години беше дел од македонската џудо репрезентација и 2 пати државен сениорски шампион во џудо. Тој е основач и тренер на таеквондо клубот Бутел. Како тренер достигнал многу врвни резултати со македонската таеквондо репрезентација. Најголем успех е освојувањето на сребрениот медал на Олимпијадата во Токио во 2021 година. Ја добивте довербата од партијата. Зошто мислите дека ја заслужувате и од граѓаните? ВМРО-ДПМН секогаш прави навистина детални анализи по однос на испитувањето на јавното мнение на граѓаните и секако дека доколку партијата е задоволна од тоа каков углед и каква доверба уживаат кај граѓаните актуелните политичари во случајов градоначалници, секако дека во тој случај даваат доверба, но тоа не е за мене можеби пресудно. Пресудно е тоа што лично го чувствувам, се чувствува на терен дали граѓаните се задоволни од тоа што го работите или не се задоволни. Јас живеам во Бутел, циркулирам тука и навистина можам да забележам дали граѓаните даваат поддршка и во колкава мера. Каква ќе биде вашата кампања? Мислам дека станува збор за исклучително позитивна кампања. Ете, до овој период од кампањата јас само еднаш можеби јавно ги споменал моите политички, условно кажано, противници, заради тоа што сметам дека особено локалните избори треба да бидат избори кои што треба да бидат надпревар на идеи и визија. Тоа е дел од поднос на тоа што го представуваме како наша визија, но поднос на тоа што е поминато, бидејќи јас сум актуелен градоначалник, секако делата се оние кои што говорат и низ целата кампања само ќе ги потсетиме граѓаните што се изградивме, ако тоа добро го знаат и каква е нашата визија. Така да би рекол исклучително позитивна кампања. Која е првата работа што планирате да ја направите ако бидете повторно избран за градоначалник на општина Бутел? По однос на првата работа која што би ја направил е секако размислувам на тоа да се продолжат проектите кои што се во тек на градење. Како например затворениот базен во Радишани, неколку кучни сообраќајници, во тек е тендер за историски еден проект за поликлиниката, за некој ден започнуваме со историски проект кој што го бараа граѓаните со децении назад, тоа е водовод за Љуботен и за Љубанци, што значи продолжување на сето она што е започнато, а можеби највеќе ќе ме оптовари, условно кажано, е еден проект кој што веќе имаме завршено проектна документација, наскоро секако дека ќе се реализира, тоа е нов мега плоштад со културен дом на територија на општина Бутел, кој што ќе се наоѓа веднаш до велелепната црква Свети Јован и ќе го носи името Свети Јован. За некој ден од сега ќе поставиме и 3D анимација за граѓаните да видат за што станува збор, бидејќи убеден сум дека покрај се она што изградивме, овој проект ќе даде на општината една целосно нова димензија и ќе има едно катче со кое што бутелчани вистински ќе се гордеат. Што можевте
Или, а може би не успеавте да направите за време на претходниот мандат? Секако дека постојат и такви работи. Едно од тие работи е овој поштат кој што го споменав сега, бидејќи мојата идеја беше да се направи во текот на минатиот мандат, но просто неверојатно е се да успеете да стигнете. Горд сум што 90% од мојата предизборна програма е реализирана или некои од проектите се во тек на реализација. Но што е важно? Важно е дека за овој поштат кој што го споменав, целосно се подготвивме за веднаш да почнеме да го градиме. Имаше навистина големи проблеми со земјиштето, каде што треба да се гради овој поштат, ги надминавме. Имаше собственици приватни на земјиштето, каде што направивме договори со одветни и фала му на Господ успеавме да направиме и целосен проектна документација, така да не е дека ништо не направивме, но ете можеби тоа би си го земал како за нешто што ќе ми беше мерак сега веќе да беше изградено, но имаме време, секако дека ќе биде изградено. По однос на друго, сега да не звучам како клише, секогаш нели може и подобро и повеќе, но ретко користам овој збор, но искрено сум задоволен од тоа што успеавме да сработиме, затоа што во некоја мера и ги надминавме некои очекувања, па дури и ја собствените. Ќе кажам еден факт, околу 70 проекти од вкупно 404 реализирани кои што се посочени во овој отчет што е пред мене, се проекти кои што не ги ветив пред изборите. Така да во таа смисла секако сум задоволен, а сигурен сум дека и граѓаните на општина Бутел се задоволни по однос на тоа што видоа во изминативе 4 години. Кои конкретни мерки планирате да ги преземете за младите во општината со цел на нивно задржување, да не си заминат, туку да останат тука да живеат? Пред некој ден направивме средба со млади. Искрено ми изненади бројката на присутни. Имаше повеќе од 300 млади присутни и тоа го објавивме на социјалните мрежи. Задоволството се приметува кај младите заради тоа што пред се општина Бутел во периодот 2017-2021 година беше помалку повеќе заробена општина, каде што за жал царува одредени криминални банди кои што за волја на вистината сега се зад решетки со новата власт, и некако младите навистина жестоко ја изгубија довербата во институцијата општина Бутел, затоа што им беше на повидок сето она што се случуваше. За разлика од тогаш сега веќе општина Бутел не е општина која што ете се сее страв, туку напротив, е општина каде што се почитува еден сосема поинаков момент, а тоа е храброста и модернизацијата која што е на очиглед. Тоа што ми е мене особено драго како градоначалник е што младите пред сега вратија довербата во институцијата општина, заради тоа што сметам дека тоа беше едно од најважните нивни очекувања, во кое што многу ми не веруваа. Но исто така е важна целосната инфраструктура која што успеавме да направиме за младите, вложувањето и во основното образование. Вложивме 215 милиони денари за период од 4 години. Се што можеше се помогне во основното образование се помогна. Како никогаш досега гарантирам, на територија на општина Бутел успеавме да направиме 5 спортско-рекреативни центри, значи тоа се центри со сите можни спортски терени, терен за фудбал, терен за кошарка, тениски терен, парк, значи навистина станува збор за многу квалитетни спортско-рекреативни терени. 3 градиме во моментов. Направивме 13 спортски игралишта засебни, посебно, тоа се за 4 години, и направивме 10 игралишта за дечиња. Значи направивме спортска револуција која што мислам дека без да се навреди никој друг е навистина добар пример за сите општини во државата. Кога сме веќе кај младите, би споменал дека во периодот 4 години успеавме да стипендираме и скоро 200 најдобри ученици од основното образование, а она што е многу важно е што општина Бутел е, верувам, единствена на територија на Македонија која што директно стипендира и спортисти. Покрај тоа што помагаме на спортот, во моментов имаме 400 спортисти кои што се стипендирани од страна на општина Бутел. Така да мислам дека за младите никогаш повеќе не било направено, но секако дека во следниот мандат ќе продолжиме со ова темпо. Во сите општини се жалат граѓаните од нехигиената во внатрешните делови на општината, кои што пак сметаат дека се под ингеренција на општината.
Дали имате во план конкретни мерки да им обезбедите почиста и поздрава животна средина? Тука ќе бидам многу прецизен. Мислам дека граѓаните кога се жалат во внатрешниот дел на општината што е под ингеренција на општина се жалат од несобирањето на сметот пред вратата, а тоа е сепак ингеренција на град Скопје, за жал. Во оние делови каде што ние можеме да стигнеме, секако идеално не е, но во голема мера е чисто на територија на општина Будел. Секаде каде што градот е надлежен, дали се тоа оние познати канти пред вратите кои што со месеци знаат да не ги соберат од комунална хигиена, или се главните градски улици, навистина станува збор за проблем кој што, за жал, не е виден никогаш на територија на градот Скопје. Сигурен сум дека мојот колега Орце Јоргиевски, следниот градочник на град Скопје, ова ќе биде една од првите работи кои што ќе ги направи за да хигиената која што е надлежна градот да ја врати под контрола, или пак, доколку му е полесно, зашто да направиме и децентрализација, да ги сите овие ингеренции да се префрлат кон општините, за ние да се грижиме за целосната хигиена, за да на крајот и бидеме одговорни. Затоа што јас ги разбирам граѓаните дека некогаш не прават разлика чиви си ингеренциите, но непријатно е да ве обвинуваат за работа за која што немате ингеренција. Тоа е исто како да ве обвинуваат, не знам, за криминал кога МВР е надлежно или за било кој, разбирате, секој треба да си одговара за своите ингеренции. Така да во таа смисла сигурен сум дека овој проблем ќе биде надминат во иднина.